Најновата членка на НАТО, Финска, ја затвори границата со Русија до средината на јануари. Неодамна беа направени обиди повторно да се отвори граничниот премин Валима, но властите веднаш го затворија по нов прилив на баратели за азил од Русија. Финските власти велат дека Русија ги користи мигрантите како дел од својата хибридна војна. Првиот пат кога Русија ја искористи оваа тактика за да влијае на одлучувањето на Финска во 2015-2016 година, го имавме истиот феномен на северните гранични премини во Лапонија. Тие сакаат да влијаат на финското одлучување, а тоа може да биде некаква порака кон Финска, НАТО и овој договор меѓу Финска и САД. Финска, која дели 1340 километри граница со Русија, е во состојба на готовност. Граничната зона сепак нема физички бариери, што го отежнува патролирањето. Финската влада вели дека Русија ги испраќа мигрантите за да ја дестабилизира земјата, тврдење кое Русија го негира. Видовме дека руските власти им помагаат и ги водат овие мигранти кон границата, им даваат велосипеди да ја поминат границата, а во текот на оваа година ја сменија политиката. Тие слободно и активно ги водеа луѓето во Финска. Финската влада разговара за промени во законодавството за граничната контрола за да ја зајакне безбедноста и да ги заштити границите на Европската унија и НАТО со Русија. Многу финци ги сваќаат постапките на Москва како форма на одмазда. Тоа е затоа што се приклучивме на НАТО и многу ја поддржуваме Украина во војната. Значи можеби ова е казна од Русија за Финска. Ова е хибридна војна и мислам дека позадината е оти Финска се приклучи на НАТО минатата пролет, а потоа го потпише овој договор за одбрамбена соработка со САД. Новиот договор за одбрамбена соработка на Финска со САД доаѓа по децении на воена неутралност и напори за потикнување пријателски врски со Русија. Ставот на Хелсинки се смени по целосната инвазија на Русија на Украина. Јавната поддршка за влез во НАТО се зголеми, како што Финска бара брз воен пристап и помош во случај на конфликт.